Здруженијето на пензионери на општина Кочани во саботата одбележа 50 години од своето постоење и успешна работа. Во присуство на претседателката на Сојузот на Здруженијето на пензионери на Македонија Станка Трајкова, поранешни и актуелни градоначалници на голем број представници на здруженија од општини во државата и од Србија, како и на активни членови на Здруженијето, најпрво се обрати председателот на Здруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов, кој се заблагодари на одзивот на сите поканети што ја удостоиле прославата и што го увеличиле овој значаен настан за пензионерите од општина Кочани. Ние за прв пат обележуваме некоја годишница од постоење на Здруженијето. Вртекме се што имаме у нашиот архив и у наша документација. И на крај осакавме да дојдеме до чисти податоци кога сме ние формирани и најдоме права документација. Да на 27 август 1972 направена иницијатива од напредни луѓе пензионери, политички работници, стопанственици, што прв талас урегнали во групата на пензионери. И дали одлука, имаме одлични пензионери, одлични другари, без разлика каква квалификација има, дајте да формираме Здружение на пензионери. Формират, а пред тоа чекали се да дојде законот за здружение и фундација. Донесат одлука и го на 27 август. Бават барање, у тоа време пред владата регистрацијата на здружение било у секретаријатот за внатрешни работи и се известени со документ да на 16 ноември истата година, 72, вашето здружение е регистрирано. И ние одлучивме на последна седница, бираме го тај дат, али прва година, то пред едно 20 дена одлучивме. Бираме и одлучуваме, ќе направиме сите напори и ми само нема се обрукаме да обележиме и обележиме. Претседателката на Сојузот на Здруженијето на пензионери на Македонија Станка Трајкова истакна дека е горда што во државата има такви здруженија кои со својата активност и организираност се пример за многу други и што континуитетот го заокружуваат со вакви значајни јубилеи. Прво и основно што тоа е граѓанска организација која што се одржала 50 години. Тоа е најврвната оценка. Им честитаме на ентузијастите кои пред толку години го формирале ова здружение во доменот на пензионерското организирање. Втората оценка е што ова здружение започнало да ги негува традиционалните активности од почетокот на своето постоење и до денес ги одржало, а исто така ја проширило и лепезата на активностите, прилагодувајќи ги на денешното актуелно време. Значи, тие започнале со културните, спортските активности и тогаш ја се негувала социјално-хуманитарната страна, но таа сега добива една друга димензија во овие услови на преклопена економска криза, каде што Дружењето на пензионери, односно сите пензионери врз основа на принципите на взаемноста и солидарноста покажаа дека тие можат самите на себе да си помагаат еден на друг додека можат, а бидејќи и тие може да се најдат во ситуација да побарат помош од друг. Потоа зборуваше градоначалникот Љупче Папазов, кој истакна дека општината во континуитет му дава целосна подршка на Здруженијето на пензионери, остварувајќи при тоа значајни резултати во работењето во корист на сите пензионери. При тоа тој им посака добро здравје и многу успешни активности кои ќе го подобрат животот на луѓето од третото доба во сите сегменти кои застегаат. Ова здружение има оставена трага генерации кочанчани кои дале свој белег во развојот на општина Кочани со своето професионално, лично и животно искуство, постигнале забележителни резултати кои можат сегашните генерации кои го слават овој јубилеј да бидат горди за таквиот придонес во развојот и напредувањето на работата на Здруженијето на пензионерите, но пред се во развојот на градот и општината Кочани. На присутните им се обрати и гостинот од збртименото Здружение на пензионери од Лесковац, Република Србија, Братислав Здравковиќ, кој потенцираше дека токму пензионерите се еден од мостовите на соработка помеѓу двете држави и двата народа и посака тоа да се продлабочува и да продолжи во иднина. Дошли смо данас као делегација Лесковца.
Ние дојдовме од Лесковац кај кочанските пензионери со кои сме збратимени повеќе од 10 години. Во Лесковац нашето здружение постои повеќе од 76 години, а во него членуваат 18.000 пензионери. Ние сме едно од најактивните здруженија во Србија, зашто оваа година добивме и благодарница. Активни сме во секое поле, социјално, спортско, културно. Со кочанското здружение редовно организираме заеднички средби преку кои разменуваме традиции, култури и фолклор. Кочанското здружение во оваа прилика им додели 30 на благодарници за долгогодишна успешна соработка на 30 на заслужни, меѓу кои и претседателката на Сојузот на здружение на пензионери на Македонија Станка Трајчева, на двајцата претходни градоначалници Радко Димитровски и Николчо Илиев и на актуелниот градоначалник Љупчо Папазов, на претседатели на здруженија од повеќе општини во државата, за локални институции и на активни членови кои се дел од успешната работа на Здруженијето на пензионери. Во сферата на новинарството, Здруженијето на пензионери на општина Кочани и додели благодарница на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Кочани ЛД, која перманентно е во функција на информирањето како за работата и активностите на Здруженијето, така и за вести и информации од интерес на сите негови членови.